Виновни се затоа што обвинетите Бесер Белја, Скендер Демири и обвинетиот Јетон Јужа, кој е недостапен на органите на прогон, заеднички на свиреп начин го лишиле од живот оштетениот Никола Саздовски, иако биле свесни дека поради нивното сторување може да настапи штетна последица, но се согласиле со нејзиното настапување. Без особена реакција, на моменти со блага насмевка, Бесир Белја и Скендер Демири мирно ја прифати изречената казна затвор од 19 години од максимално дозволените 20 за убиството на членот на навивачката група Комити Никола Саздовски Саздо. Како леснителни околности судот во предвид ги зема тоа што и двајцата се млади луѓе кои досега не биле осудувани ниту против нив се водела или води друга кривична постапка. Како тежнителни околности при изрекувањето на пресудата пак судиите го зеле во предвид фактот што и Белја и Демири се здрави луѓе со просечна интелигенција, кои според вештото мислење на психијатрите немале никакви психички проблеми или болести и можеле разумно да расудуваат. Ниту една мајка не заслужува да го закопа синот и правдата е колку толку задоволена, рече Тони Саздовски, татко на убиениот Саздо. Што би можел да определи вистинска казна за ова дело. Се надевам дека некој повисок суд нема воопшто нема да ја преиначи, него ќе остане истата. За братот на обвинетиот Бесир Белја, казната е превисока. Видовме дека се уште нема право у Македонија. Ова е премногу и едностранното пресуда. Според адвокатот Асмир Али Спахич, судиите што го водеа овој предмет не го положиле тестот за како што го квалификува тој чувствителен случај во кој згасна млад живот. Предметот во истражна на постапка се водеше за сосема друго кривично дело, но заради притисоците кои што беа направени од одредени навивачки групи, поточно навивачката група Комити, се дојде до таа преквалификација. Судиите одлучија Белја и Демири да останат во притвор во затворот Скопје во Шутка. Обвинетите имаат право на жалба до апелацискиот суд Скопје. Според пресудата, Белја и Демири заедно со Јетон Љужа на 29 јуни минатата година крвнички го претепале Саздовски на автобуската постојка на булеварот Александар Македонски во скопската населба Автокоманда. Од здобиените повреди Саздовски почина на 9 јули 2018 година на Карил во клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје.